Ај што си туп, тоа може да ти се прости. Него што си упорен, тоа ме загрижuje, сериозно ме загрижuje. Значи, ај што повикуваш секој ден, по 3 пати на ден, на отварање на уставот и внесување на бугарите во уставот. По 3 пати на ден го бараш тоа. Ај што го бараш тоа. Долно е тупо и глупо. Него е загрижувачки што си упорен. Тоа е она што не прави сите да се прашаме, зошто го прави човеков ова. Тоа е една работа, се прашуваме, и втора работа се прашуваме, како никој у таа партија нема барем грам мозок да му каже, човек, ова што го зборише кретински, тупо, само деструктивно. Да не зборам колку е предавнички, да не зборам колку е контрапродуктивно за самите нив тамо, за самата партија. Да не зборам колку е кусогледо, колку е арогантно. Зошто е арогантно? Затоа што ти да немаш сенс, чувство, дека народот, светогледот, политичкиот светоглед на народот, неговиот став, конкретно за тоа прашање, е диаметрално спротивен на социјалдемократскиот сојуз, на она што тие сакаат да го направат, е тотално спротивен. Дури имаат, заради тој став на СДС, за отварање на уставот и внесување на бугарите уставот, значи, самото тоа што ќе го слушна тоа од нивна уста им се кожи ежата, или им се ежи кожата, се накострешуваат, полудуваат, им доаѓаат, не знам, деструктивни мисли у однос на СДС. Значи тоа да не сакаш да го видиш, да се ставиш памук, 1 кило ушите, за да не чуеш народот, како ти размисли народот, што мисли. Тоа е огромна, тоа е показател на огромна ароганција, патолошка нарцисоидност. И освен тоа, кога веќе не го рецка народов, и оно што е генерално кај сите македонци ставот за таа работа, туку со тоа покажува еден друг тип на ароганција, дека народот него не смета за фактор. У која смисла? У смисла дека кога ги повикува сега ВМРО, ДПМН и Мицкоски премиерот, кога ги повикува на заедничко делување во таа работа, демек да споделеле одговорност. Ќе се вратам на тој момент, ама сега сакам нешто друго да кажам. Со самото тоа што вика, вика, заедно, ние и вие ќе седнеме на маса, демек предавници од СДС и ВМРО, ќе го отвориме уставот, ќе ги внесеме бугарите во уставот и европските перспективи ќе ни се отворат. Тоа во меѓу редови кажува, дечко, Мицкоски, дојди, народов кој го ебе, ние да си договориме и да подпишеме тоа што треба, јау пичко матер. Па после ти заради тоа што си подпишал, ќе паѓаш од власт и ја ќе дојам на твое место. За тоа што си го подпишал со мене. Сега доаѓаме на вториот дел. Замислете каква е таа ароганција. Кога имаш крајно сомнителни однесувања, кога се ставаш во положение на странска држава, која што ти е векове непријател на твојата држава и на твојот народ, кога се ставаш на нивна страна во нивна одбрана, и наместо да се застремиш за тој чин, затоа што е предавнички, ти, твојата дрскост оди до тамо, тупост и арогантност во исто време. Да ти го викаш лидерот на партијата на власт и партијата на власт, која што има, и власта, која што има диаметрално спротивни ставови од твојот предавнички став, ги покануваш тебе да ти дојдат на баци рука и да го подпишат заедно со тебе тоа што ти го сакаш да го подпишеш, а е предавнички чин.
со флоскулата ајде да поделиме одговорност. Можно ли е да си толку глупав? Можно ли е да си Можно ли е у таа партија сите да сте толку глупави од прв до последен? Глупави. Вие не сте усмислана дека не сте прочитале книги, не сте положили испити, немате дипломи, немате професионална. Глупави сте што верувате дека има толку глупави луѓе, што би биле толку глупи да седнат со такви глупаци како вас да го потпишат вие што тоа го барате, вие што го барате тоа. Колку треба да си туп и глуп да помислиш дека некој што е неколку копија над тебе и кој што има власта и кој што има цврсти национални позиции во однос на националното прашање против шовинистичките барања на Бугарија, би се симнал 100 ката доле да седне со вас, утепаните во подрумот, мувлосаните во подрумот, да седне со вас да потпише предавнички договор против Македонија и македонскиот народ. Да го потпише она поради кое што вие паднавте од власт. За не мислите дека постои толку глупав човек у држава од ваш калибар? Вие сте, не знам што да кажам, калибар на супер топ глупи. Вика, го повикувам премиерот да дојде да потпишеме бугарите да влезат во уставот и да ја поделиме одговорноста. А шо? Прв ти е сам да бидеш одговорен за таа работа, а? Баш како толку сакаш да потпишеш. И ако толку не ти е страв од гневот на народот, Филипче, тебе ти се обраќам. Ако не ти е страв од гневот на народот, па ти сам потпиши, бе, брат. Зашо викаш некој да седне со тебе заедно да потпише, да дели одговорност? Тоа е твоја идеја? Тоа ти секојдневно го бараш, Мицковски не го бара, ти бара секојдневно, македонците да го отвориле уставот, да ги внесле бугарите во уставот. Безусловно. А? Шо не потпишеш ти? Ама тука има една мала квака. Еден мал проблем. За да го потпишеш треба да дојдеш на власт. Тука е проблемот. Шо ти нема никогаш да дојдеш на власт. Ама за тоа сум сигурен. Не ти кажам зашто сум сигурен. Имам некои јас пророчки способности, не се кири. Не се кири, ама да не зборам за други работи сега. Луѓе кои ми зборува, кој бе, тоа е Мицковски, никад нема да дојде на власт, никад, Па викам, ајде да се кладиме и викам дека ќе дојде на власт еден ден. Значи знаат луѓе такви примери. Уште кога доаѓаше кога никој не го знаеше што се вика. Таква беше логиката на нештата. Ама нема да го објаснам. Ама ти конкретно нема никогаш да дојдеш на власт. Тоа ти го кажам сега и запамти го, ја што ќе кажам, значи поп што ќе отпее, тоа е. Никад, немој да си го преш тој бајрам со паметот. Ти на власт нема да дојдеш. Немаш како да дојдеш. Немаш капацитет да дојдеш. Немаш харизма за да дојдеш. Најважното од се, не те прима народ, не те сака. Ако мислиш на македонскиот народ, да знаеш дека не те сака.
И тие таму партија што ти аплодираат само затоа што си лидер на партијата, ништо друго. Јас сум убеден дека голем процент од твоите членови, Филипче, не те можат. Ама исто така не можат и јавно да ти се спротивстават. Пошто сте вие таков сој. Безкичменјаци, обезмудени, евнуси. И ако треба ќе лиже, доека ти си на фотелја у СДС, он ќе лиже. Ама ти нема никаде да дознаеш дека ти е тој, дека не се слага за ништо што ти го промовираш како политичка агенда, програма и така натаму и така натаму. Кога се прави нешто радикално, особено ако знаеш дека не му е по волја на мнозинството, а мнозинството у Македонија се знае кој е, да не лицитираме со бројки, кој сега што има некои албанци што лицитираат секој ден на некои емисии. Мнозинство у Македонија се македонците, македонскиот народ. И ако сакаш да направиш нешто што знаеш дека е против волјата на македонскиот народ, биди муж, имај му да направи го сам. Само ти викам овој да го надминеш, оваа пречка е многу битна да ја прескокнеш. Тоа што не си уште ја немаш власт. Само уште тоа да доеш на власт, па тогаш да те видам подпишуваш што сакаш. Ама токму затоа нема да доеш на власт. Нема. Не знам човек како да ви нацрта на вас СДС. Вие, со ваква гарнитура на бескичменјаци, на мекотели, со ваква гарнитура на амеби и дудлачи, на странски фактори, верувајте ми, вие сте умрена партија, мртва, не на власт дали ќе дојдете прашањето. Прашањето е само кога ќе ви го исклучат светлото у партијата. Метафорички. Не знам колку да ги шармирате, колку да им се додворите, колку да им клекнете, колку и да им задудлате. На најмоćните странски центри, групации, тајни служби, држави, влади. Не знам колку дубоко да им го вовлечете. Вие нема да дојдете на власт. Затоа што сите овие што ги спомнав, на кои што им дудлате, не можат ништо да направат се додека мнозинството на народот у Македонија е цврсто на страната на оние кои што ги бранат неговите интереси национални. Особено после она тешко понижување и подсмев и презир што дојде благодарение на вас, Филипче, како партија која бевте на власт. Можете и утре, и заутре, и за месец дена, и за година дена да ме нарекуете како сакате. Мизогин, пизогин, пиздогин, не знам каков. Вас ве боли ова, кога вака некој ви ја каже вистината у очи. Затоа вие би ги забраниле сите можни видеообраќања на секој што збори против вас. Затоа што веќе не можете да се изборите со напливот на омраза и негативна енергија што ги има јавноста кон вас. И тоа го читате на сите можни коментари на работи што вие ги поставувате или ваши јавни излагања што се појавуваат на порталите на разни медиуми. Сите коментари прочитате ги, ќе видите 99% се крајно непријателски настроени кон вас. Крајно критички, веќе, да не кажам непријателски. Тоа ви е вас проблемот. Слободата на говор. Вие да сте власт,
сега у моментов, на вакви критики кои што ги добивате како опозиција, па вие ќе го исклучевте светлото у Македонија. Никој да нема интернет, ништо. Каква Северна Кореја? Па вие како опозиција покажувате сериозни демократски немање капацитет за демократичност. Како опозиција покажувате тотално немање капацитет. Од позиција на опозиција вие би исклучувале светла, би блокирале профили на поединци кои што зборат против вас, забранувате коментари на ваши објави по портали или кај ги објавувате тамо што ви коментираат луѓе, ги блокирате нивните коментари. Мислите, што мисли, дека тоа ќе ве спаси? Дека тоа нешто ќе намали од лошата слика што ја создадовте кај јавноста со вашето предавничко однесување кон Македонија и македонскиот народ, од вашите предавнички договори, предавнички акти, предавнички дејства што ги презимавте, вашето снисходливо однесување, нема да ве спаси тоа. Власт да сте нема да ве спаси, а не опозиција. Отивидовте и на власт која бевте како паднавте ко круши, која дојде време, која на сите довде ни дојде од вашето однесување. Сега сакате пак на власт. Ево вам ga на. Никад. Никад. Сега не знам ова инквизиторке дали и ова е мизогино. Не знам, само прашува. Вчера зборот го заборев во обраќање. Мислам, многу добро си го знам зборот мизогино, што значи мизогино. Вчера го не ми текнуеше на видео, мизогино не ми текнуеше. Веројатно сум толкова мизогин да сакам ја да го заборавам. Мизогин. Така да, тереси ти со диагнозата, докторе, одработувај за тие за кои што одработуваш, лапај го тоа што ти даа да го лапаш, ако ти дава нешто да лапаш. Ова не нужно се однесува на пенис. Метафорички го кажа. Да не биде па нешто сега андрогино. Ако ова мизогино, ова за мужи андрогино веројатно, кога мразиш мужи. Значи, кога кажувам, продужи да го лапаш она што ти го дава да го лапаш, не мислам на пенис, да се разбереме, еве си кажувам, мора на вас вака човек да ви црта. За после тоа да не го напаѓате, да имате уважение. Значи, да повторам, или да, ако не кажав, да кажам сега. Значи, продужи да го лапаш тоа што ти дава да го лапаш, но немој да бараш од никој друг да биде дел од твојата агенда што ја тераш, да биде дел од твоето предавство, да биде дел од твоето тонење у лајна. Тоа не е, како да ти кажам, не е политички коректно да го бараш. Баш кај што е многу глупо. Баш кај што ти се смеат кога ќе побараш таква работа. Кој знае колку се смеат. Ја вчера искрено прво викам, те слушам и викам, што збори овој бе? Овој, викам, бара од премиерот да подели одговорност со него за работа за кое што премиерот отворено кажа дека е тотално против отварање на уставот под диктат, знаејќи дека она што говора Филипче и против волјата на македонскиот народ, значи на мнозинството, на оние кои што ги гласале в партијата на власт, ВМРО да дојде на власт. А овој бара сите да си ги излижат
она што си го плукнале и да дојат кај него набаци рука на поклон и му речат, важи, многу ти ова паметно со отварање на уставот и внесување на Бугарите во устав. Еве, ние дојдовме да подпишем. Колку си глуп. Джабе, ни рече еден пријател мој лекар, Сашо, и меѓу нив да знаеш меѓу нас колку какви глупаци има. Што ако завршиле, вика, медицина? 2 книги немаат во живот прочитано. Подалеку од тоа што го учеле на факултет, анатомија, физиологија, курс се тресе уладна вода, ништо понатако тоа не разбираат. Каква, вика, висока политика, тоа нешто, филозофија, тоа не, врска нема, вика, брат. Не заебај медицински факултет, сум правил муабет со пријател, докторе. Не заебај, бе, човек, медицински факултет, ни ги учел 15 години, не, бе, вика, глупи се, вика, ништо понатако од тоа не знае. Од тоа што го учел за оценка, ништо понатако од тоа не знае. Еве ви изгледан класичен пример за оно што ми го зборуваше пријателот. За жал. Инаку, вчера бев на представа у Велес, ова на крај само да ви кажам, ја гледав Тестостерон на Синиша Евтимов. Топ представа. Ја гледав претходно у Скопје на Велешки театар Вечера за глупаци. Топ, двете се комедии. Партали. Имаат Велешани страотно добар ансамбл, екипираат све млади луѓе, ама баш све сите се млади, онака. И Жарко Спасовски, директорот, е исто така млад дечко, сега не знам Жаре дали има 40 години, не знам Жаре колку години имаш. Ма помалци има 40, какви 40 лупетам. Значи, топ ансамбл и се надевам дека ќе дрмаат со театарскава сцена у наредни 10-15 години, иако се доекипираат нормално со некој добро нови вработувања што ќе следат на млади глумци, глумици. И стварно онака се големо освежување, а од друга страна, мислам, стварно ме зачуди и ме иритираше фактот која разбрав дека не се поканите на јубилејното 60-то издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, што Велешки театар е еден од 3 театри кои што не е поканет, иако се работи за јубилеј, а имаат представи што може да покажат. Ако више збориме, еве да не би имаат и Галеб, исто така добра представа. Велат и Синиот портокал дека е феноменална, ја не сум ја гледал се уште, ќе ја гледам следната сезона, оваа, нели ја нема веќе. И е навистина штета што на некој начин се дозволи некои, би рекол, академски ликови да го преземат фестивалот веќе со години, да го водат, да селектираат представи, да бидат алфа и омега тамо. Немам ништо против лично, против тие луѓе, но сметам дека таа академска групација треба да ги тргне рацете од тој фестивал. Тој фестивал е замислен сосема поинаку како фестивал на професионалните театри, на директните театарски учесници во театарскиот чин. И може би поради тоа што тие се некако постепено исклучени, тргнати на страна, доаѓа до ова да еден респектибилен театар со многу млад ансамбл кои што играат феноменално. Значи, ви кажувам, ова се 2 феноменални комедии што ги гледав, Вечера за глупаци и оваа вчера, Тестостерон. И е штета, и е жално што не се поканети
на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Јас сум добитник на една награда за актерско остварување на Војдан Чернодрински, затоа си дозволувам да го кажам ова, затоа што мене ми значи тој фестивал, но сметам дека дојде крајно време некои работи таму сериозно да се променат. Ја кажав која е главната работа, а тоа е да се тргнат да се тргне академскиот фактор од тој фестивал, да се тргне на страна, нормално и да се преземе од луѓе кои што се директни учесници во театарскиот чин. Значи, театрите да си го преземат онака како што беше и замислен. И тука да нема многу мешање од некоја тама така наречена академска фела. Само така ќе може да се со тек на време, нели, да се возобнови идејата и да се врати и да не се случуваат веќе вакви работи. Навистина е без везе, барем на јубилеот, можевте да ги поканите да биде така организирано, да ги поканите без разлика на селекција, тамо што одлучила некоја академка, дали некоја представа вреди да биде као дел на фестивалот, дали е нешто квази комедија или не знам каква комедија, ако не знам што значи тој збор квази комедија. Конкретно Велешки театар, јас што гледав, има две феноменални комедии. Ја не знам што значи тој зборот квази комедија. И каква е тоа комедија, која што е квази, и каква е таа комедија што не е квази. Комедија треба да насмее. Овие две представи ја смеат публиката и тоа како? Одиграни на високо професионално ниво, без керефеки, без непотребни импровизации, чисто, прецизно, како што било договорено на премиера. Што е тоа квази? Треба да биде некоја така наречена комедија у која што публиката зуб нема да покаже? Или треба да биде некоја високо умна, дубоко умна представа која што никој не ја разбира? Ја моето го кажав, гледам последниве месеци, нели, усклоп на јубилеот на фестивалот, многу театарски дејци се повикани од фестивалот да кажат кратка изјава за тој фестивал, за нивните искуства во тој фестивал. Знаете, оние убаворечити изјави, афирмативни, нели, Чернодрински овона, јас за разлика од нив, иако не сум злонамерен, ова на организаторите им го кажувам и на градот, на Прилеп, затоа што сум добитник на награда Чернодрински, знаете га, ја не сум злонамерен, само ја кажувам вистината у очи и крајно време е ова што ви го кажав да го направите. Ќе си го изгубите реномето ако продолжите вака. Треба малце да се мисли широко, појасно. Не тамо некои умислени академски фаци да ви кажуваат што треба да правите. Што немаат никогаш на сцена застанато. Ама биле академци. Завршиле не знам какви степени на образование у вези позоришта и казалишта. Турете курот. Ако сакате, ова е мој совет, ви ова нема да го објавите, што го кажам на вашиот сајт по повеќе јубилеот, ниту некој ме повикал да кажам нешто за откај вас за тој фестивал, но еве користам прилика да ви кажам нешто многу подобро од оние кои што ви прават хвалоспеви. Затоа што ми е важно тој фестивал како најстар, најреномиран, да не си го загуби постепено реномето. Ето тоа, ечо.